Ајде сега ние да си продолжиме со убави теми и тоа е прекрасно за појадок сега што го видов. Само што се завртев, веднаш на малините ми отиде. Така. Окцето. Ке ви ја подигнеме малку енергија за бајле. Така останува за вас. Витаминска бомба се вели тоа, не енергетска храна која дава енергија во пораните утрински часови, секогаш е добро за нашето здравје. Ајде да ви кажам добро утро. Славица Джалева Демири, представник на шумски плодови, Марија Джалева Петрова, сертифицирана во областа на безбедноста на храната и нутрицијата, која е Славица. Так. Марија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и на вас. Да ви кажам искрено, со оглед на тоа дека и така во погодинки кога сме, сакаме да слушаме, да видиме здравата храна што предонесува за понатамошниот тек во животот. Ирена, така ли е? Така е. Така да, ајде со нетрпение слушам да видам што е она што ќе зборувате. Имаме и подарок за гледач, браво. Да. Имаме и денес исто така и во овој разговор подарок за гледач. Еве нека биде тоа причина плюс да бидете заедно со нас. Подарокот ќе каже Славица во текот на разговорот. Гледачот ќе ни се јави во програма, ќе си оставите телефонски број, ќе ве контактира Славица и ќе се договорите како да ви се достави, бидејќи станува збор за храна која што треба да се носи сигурно во специјални услови, да не се тоа да не го чуваме ние овде па да не се расипе. Најубаво да си доставувачот да си биде на адреса како што е. Славица и Марија ве представи колешката Слободанка. Добро ви утро. Марија ни допатува од Гевгилија. Да, благодарам што специјално за добро утро секој утро дојдовте од Гевгилија. И двете сте представници од шумски плодови. Би сакала за почеток за тоа како започнува вашата приказна за идејата на шумски плодови. Ајде. Така, добро утро најпрво на сите, на вас најпрво и на гледачите. Нашата идеја и главната причина поради тоа што сум јас овде е благодарение на мојот сопруг Ангел Петров, свекорот Венци Петров и деверот Александар Петров, кои што се љубители на шумските плодови и ја знаат тотално планината Кожув од низиното поднежје па до низиниот крај. Свекор ми многу внимава за и води грижи за вегетацијата на планината Кожув, ја следи, знае точно во кој период кои шумски плодови кога зреат и кога е погодна нивна берба. Така да главната причина се они што сме ние овде. Потикот, така они ве потикна за да понатаму се занимавате со шумските плодови, односно со производство нели на и сокови, и джемови, мед, тоа ќе си кажете се во разговорот. Да не ве прекинам, не требаше уште нешто да кажете? Не, тоа е вонглавно, значи јас сум главната причина што дојдов овде, а Славица ќе ни каже нешто повеќе, како почна нашата приказна идејата. Вие две сте сестри, да откриеме уште една тајна. И многу убава вака две сестрички што си работите заедно, си се подржувате во ова и навистина кога има разбирање и подршка, успехот е неминовен. Така е, Рена. Вака, значи, се започна за време на короната во 2020 година, кога сите беа во потрага по чист воздух, тешко одеше социјализацијата со луѓето. Ние решивме да одиме во населбата Смрдлива вода, која е оддалечена околу 25 километри од Гевгелија. Таму првично се роди идејата, нели, прошетка во рекреација, нели, на Кожув планина, да се запознаеме малку повеќе со лековитите билки што ни ги нуди таа, нели, недопрена природа и бербата на шумските плодови. Најпрво почнавме да собираме боровинки, капини и малини за нас, за наша лична употреба, споделувајќи со нашите пријатели фотографии, тие беа заинтересирани како да дојдат до тие шумски плодови, па така почнавме, нели, сакам и јас да им носиме тука во Скопје, поради тоа што поголем беше интересот во Скопје. Така е секогаш.
Сега, убаво е да представиме и да им кажеме на гледачите што се произведуваат шумски плодови. Вие тоа ви е називот шумски плодови, да бидеме малку појасни за публиката. Овдека ни донесовте, ова е дел од вашата палета производи. Има свежи малинки, боровинки и капинки. Малку подоцна Марија ќе ни објасни за придобивките, а Славица ќе ни ги представите производите. Да. Значи, како што кажавме, ова е шумска боровинка, капинка и малинка. Тука ни се во сочната пита од мед. Ова ќе пробам вака да го, мислам дека нема да бидејќи има малце и мед. Ова е восочна пита се вика. Еве, јас нешто прв пат да се среќавам со овој назив, ова е мед восочна пита од мед, значи таму го собираат пчелите и потоа преку преработка се добива чист мед, како што е во теглите и мечето за најмалите. Да, овде има само и зачини, така? Не, тоа не е зачин, тоа е цветен прав, да, полен. Тука исто имаме и перга, имаме прополис, од асортиманот на мед и на цветен прав, како што кажавме перга, тука е и сокот од калинка, сокот од боровинка, кои се добиени во процес на ладно цедење на плодовите и без додаток на шеќер, без додаток на вода и без додаток на конзерванси. Природно си е се. И затоа најдобро е вие да ги доставите до гледачите, за да не дојде до губење на нивниот квалитет и нивната нутритивна вредност. Марија, кога сме веќе кај нутритивната вредност, убаво е за гледачите, како што каже Слободанка, тоа нас не интересира кога сме си малку вака во поодминати годинки. Кои се придобивките од малинката, боровинката, капината, зошто сте здрави за конзумирање? Најпрво, значи, не треба да чекаме нешто да се појави, за да ни текне дека треба да јадеме здрава храна. Најпрво тоа треба да ни биде вовет од самот рана возраст на нашите деца. За жал, многу мал број на луѓе се информирани за тоа и се надевам дека во текот на годините ќе расте бројот на заинтересирани луѓе за да допрат до правилна информација. Малината, капината и боровинката се меѓу првите 20 антиоксиданси. Боровинката е позната како добар додаток или антиоксидант за луѓето кои што се борат за борбата против диабетот. Исто така го забавува старењето надворешно и внатрешно на организмот. Малината, таа е поддржувач на женското здравје, или за зголемување на плодноста кај жената. Исто така таа изобилува со природни антиоксиданси, исто така и омега-3 и омега-6, каде што може да се конзумира во одредена доза, дневна доза, утрински се препорачува. Малинката? Малината, боровинката и капината се добра комбинација. Малината изобилува со растителни влакна, исто така антиоксиданси и е подобрувач на луѓето кои што се борат со висок крвен притисок и, како што реков, за менструални циклуси кај жената, значи е погодна да се конзумира во одредени количини. Малината, капината исто така. За малината само заборев да кажам дека таа е природен заштитен фактор, многу битен за сите нас. Значи не заштитува затоа што изобилува со омега-3 и омега-6. И капината исто така се бара како продукт, бидејќи и таа е прекрасен антиоксиданс и изобилува со сите витамини и минерали, како витамините А, Б, С, витамин К, сите тие три ги содржат калиум, фосфор, калциум, што за јавноста е многу мала информираноста. Значи сите тие, и малинката, и боровинката, и капината се ја подобруваат крвната слика. Така, значи за едно подобрување на здравствената состојба. Што е со соковите? Од калинка истата нутритивна вредност Истата нутритивна вредност, да, но реално да ви кажам, значи јас и мојата фамилија, а и за гледачите препорачувам, значи
малина капина свежа и свежо цедена затоа што овошјето оксидира и после 20 минути не е истата вредност, ја нема истата вредност, нутритивна вредност се губи. Значи најдобро е веднаш од кога ќе се исцеди сокот, веднаш да се конзумира, да не се чека, бидејќи се губат вредностите. Одат веќе и фотографиите во позадина, гледачите може да видат и дел од вашето производство, дел од плодовите кои што ги има. Може да се види колку се посветени вашето семејство, да. Да, моето семејство. На врвот на кожа сме овде. Да. Марија, би сакала додека си одат фотографиите да позборуваме и за останатите производи кои што ги имаме овде во студиото. Тоа е медот, нели? Прополисот. Морам да спомнам најпрво дека со медот и прополисот треба внимателно. Консултација со матичен лекар или педиатри за деца постари од 1 година. Значи не е од рана возраст, затоа што некои луѓе со слаба информираност знаат во 6-месечна возраст на бебето да му дадат медче, тука да се појави алергиска реакција, значи многу внимателно, без консултација никако и во одредена доза која што ќе ја препорача педијатарот или докторот што ќе направат консултација. Тоа е природен антибиотик. Медот или прополисот? И медот и прополисот, но имаат различни својства. Медот е за забрзување на дигестивниот систем кај децата и возрастните, а додека прополисот е за кожни заболувања се препорачува и за бронхите, кога има воспаление, бронхитис, гнојна ангина. Како најчесто се конзумира прополисот? Ајде за мене знаеме сите, ама за прополисот. Прополисот може да се користи во течна форма, но може да се користи наоѓа примена и како восок, значи во восочна форма, припремен како крема, а прополисот исто така, значи се конзумира на гладно или како се конзумира? На гладно 20 минути наутро, после 20 минути може да се јаде. 3 пати на ден, по 2-3 прскања. По 2-3 прскања, но пак ќе кажам за деца премногу внимателно, затоа што не знаеме како може да реагира. За дечиња има и помала доза. Така да ова е нешто што јас лично го гледам прв пат. Полен. Прав полен. Зашто се употребува ова? Поленот исто се користи за заштита од инфекции на бронхиите. Ова како чај? Не, може да се јаде со лажица мед. Аха. Да се нароси од озгора и буквално да... Како одбрамен систем на бронхиите, значи тој се користи. Значи сепак и ова има антивоспалително дејство. Антивоспалително дејство, да. Питата како ја беше Восочната пита, да. Од неа се добива нели и медот. Таа е најдобро по една кафена лажичка са бајле наутро да се ижвака, кој може и да го проголта нели тоа, може да го исконзумира со се нели восокот. Може да се голта, не да се џвака па да се... Да се ижвака и да се голтне. Јас мислев дека се џвака па се лука, значи кој може да го кој може да се и да го голтне. проголта, да. Добро. Сега видов на фотографиите, а и нашите гледачи дека има и печурки. Да. Вргањ, така и тоа Вргањ. исто тоа произведувате. Како која е нутритивната важност и вредност на печурките, конкретно за вргање? Да, вргањот е препорачлив за секој поединец кој може и кој е љубител на печурките. Тоа е луѓето кои што не сакат да јадат место, е перфектна замена за месото. Тој има 105 калории, значи е нискокалоричен. Исто така има 7... Добро е за оние кои што треба да се на диета, да внимаваат на својата истина. Да внимаваат на својата линија. Исто така е погоден за дигестивниот систем. Има 7 грама протеини и 7 грама растителни влакна, кои што реално за дневна доза е еднаква со конзумирањето на месо. Многу луѓе знаат да го комбинираат и со месо, значи тука веќе дозата за протеините се зголемува, но е погоден за забрзување, реков, на дигестивниот систем и луѓето кои што сакаат да ја одржуваат својата линија и да внимаваат на своето здравје, внатрешното здравје,
се препорачува да се јаде во одредена Тука доза. како берач, јас ќе се надополнам само дека треба многу да се внимава, луѓето Да. што не познаваат Така. и нели тоа изгледа исто, ама не е исто, да не собираат Кои не ја печатки затоа познаваат. што може да биде и отровно и фатално по здравјето. Да. Така. Бидејќи имаме уште малку време, јас ќе повикам да ни се јави гледач, нека ги остави своите податоци во режија, име, презиме, телефонски број е доволно. Славица ќе ве контактира и мислам дека свежи како да, ова е микс од свежи од свежо овошје од ќе ви свежо овошје. бидат доставени на адреса. вашата адреса. Значи доволно е само име, презиме, телефон за Телефонски контакт, број. со се останато со Славица ќе се договорите. Ете, тоа е желба и подарок до вас од Шумски плодови. Би сакала да позборуваме накусо за оној нов производ кој што ви е во план. Има интересна приказна, див лук беше така? Да, див лук или сремуш. Да, див лук или сремуш, тоа би бил новиот продукт, па уште сме во размислување и во план како ќе се одвива сето тоа. Имаме и некои други продукти кои што не се во план, но нема да ги Ама откриеме. имаше интересна приказна Да, за дивиот ќе ја лук. кажам Еве може приказната, Славица и значи, Марија кој сака да може. подели приказната. Да, дивиот лук или сремушот е многу интересно растение. Тоа е ниско, расте на земја и е во форма на долг зелен лист. Значи, вака на прв поглед нема нели слика на лук како што ние си го замислуваме, но кинењето нели на сремушот го има тој специфичен мирис и вака, по будењето на мечката од зимскиот сон, прво нешто што прави за да го детоксифицира својот организам, да, го конзумира дивиот лук. За како детокс. Да, како детокс, значи тоа е детокс на организмот, е погоден за намалување на природно намалување на крвниот притисок, исто така и холестеролот и триглицеридите. Тоа е многу слаба информација која што може да се најде во јавноста. Може да се конзумира од јануари па до крајот на април во свежа форма, значи се наоѓа во свежа форма. Ние претежно си ја сакаме во свежа салата. Си правиме природен детокс на организмот. Со дивиот лук или сремуш, тоа ви е производ кој што ќе оди во иднина, тоа ви е во план сега да го разработите. Кога сме кај производите, Славица, што најмногу се бара, што најмногу се троши? Па најбарана и најпотрошувана е боровинката, затоа што, како што спомена и сестра ми, тоа е еден од 20 најдобри антиоксиданси и тука луѓето за време на короната, како што спомнав, беше најбаран производ затоа што го ја подигнува крвната слика и го подобрува имунитетот. Значи изобилува со многу витамини и минерали. Така. И сега, она што е како последно прашање, ќе ми кажете како да ве најдат сите заинтересирани, каде може да ви се обратат и кажавме што се нудите. Ова се сепак здрави производи кои што ни доаѓаат од падините на планината Кожув. Како што сакате да кажете, милувате да кажете, од недопрената природа. Недопрена природа, така е. Сите заинтересирани може да не најдат на нашата страна на Facebook Шумски плодови Македонија на кирилица и сакаме да препорачаме на нашите гледачи да се грижат за своето здравје и да создаваат здрави навики. Затоа што ме радува фактот дека луѓето се посвесни за нивното здравје и сакаат да придонесат нешто за тоа. Така е. Инвестицијата во сопственото здравје е нешто најдобро кој што секој човек треба да го направи и тоа треба да почнеме од порана возраст, за да не ги имаме последиците потоа на староста. Марија, ќе се сложите, бидејќи сте вие и медицинско лице, покрај тоа што сте и во областа на нутрицијата. Ви благодарам многу за тоа што одвоите време да дојдете во нашата емисија. Ви благодарам, Марија, што допатувавте од Гевгилија. Вчера преспавте овде канели заедно со сестра ви. Ми беше чест и се надевам дека можеби ќе дојдеме еве и ние кај вас на Кожув, па да видиме како тоа изгледа на лице место. Поканете сте кога ви одговара, кога сте во можност, прва прилика, добре дојдене сте кај нас. Да, среќен пат назад за Гевгилија. Благодарам уште еднаш за гостувањето.